Каква е сезоната во Украина? Ова сезоната се разбира под наводници, бидејќи таму војната се уште трае и неизвестно е кога ќе воопшто ќе завршува. Ја имаме, како и секој утро, нашата Кристина Атовска, овој пат од сончевиот Киев, бидејќи вчера врнеше Кристина, денеска гледам времето е малку облачно, но нешто подобрено. Се расчистуваат ли облаците и врз украинското војно небо или понатаму владе бура како и во изминатите 100 и кусур денови? Токму така, Сашо, секој ќе замолам режијата малку тонот да го поправи, бидејќи многу имам зум во слушалките. Токму така бурата овде не се стишува на фронтовите, на ниту еден од фронтовите се водат жестоки борби и во по линијата и на линијата на огнот, но се водат и жестоки борби на небото. И дроновски борби и не престануваат да паѓаат руските проектили. Она што е најинтересно како информација овие денови е дека знаете дека првиот брод од почетокот на војната со украинско жито исплови, најде пат и стигна до шпанското крајбрежје, а единствен град таков со излез на море кој е под контрола на Украина е градот Одеса, па по оваа информација следува и проектили упатени токму кон овој град. Но украинската армија таму очигледно има добра одбрана, добро е стационирана, освен што Одеса од неколку страни е минирана, таму е и артилеријата која пука на руските проектили. Па вчера украинската армија се пофали дека срушила 3 проектили кои биле упатени токму кон овој град. Што се однесува до западот, таму беше многу мирно во изминатите неколку денови и токму кога се израдуваа дека е многу мирно, во текот на вчерашниот ден падна проектил во Лвивската област, не во градот, надвор од градот, но сепак беше погодена и оваа област. Состојбите се менуваат од минута во минута, ако минатата недела украинците, поточно русите, контролираат 20% од територијата на Украина. Во овој момент тој процент порасна на 25% и како што кажав, секој ден на секој различен фронт се поместува неколку километри линијата на огнот. Овде во Киев, како што спомена и ти, информации за сезоната, за киевчани кои се вратија дома веќе е почната летната сезона, иако секој втор ден, можам да кажам, киевската администрација повикува да не се користат плажите, сепак во текот на викендите плажата во главниот град на реката Днепар е полна, а повиците да не се користат, бидејќи се уште имаат, се уште се трага поточно и се уште имаат податоци дека околу Киев, во оние области кои или градови, градчиња и села кои беа првично окупирани, се уште може да има неексплодирани направи во тие места како што се Ирпин и Буча. Освен хуманитарците кои градат монтажни куќи, за нив беа стационирани и прилагодени неколку возови, односно вагони кои беа претворени во живеалишта додека не се репарира целата таа состојба. Што се однесува до репарацијата, до повторното обновување и градење, украинците се цврсто убедени и работат на тоа дека Русија ќе ги плати сите тие штети по меѓународен пат, по меѓународен канал, користејќи го меѓународното право. Но сепак тоа останува да видиме, иако можам да кажам дека секојдневно ги убедуваат граѓаните дека Русија и финансиски ќе ги плати сите штети кои досега се направени. Кристина, како ти се чини председателот Зеленски, бидејќи тој се обидува со своите настапи да окуражи, да го одигне моралот и така натаму, меѓутоа руската, да кажем, инвазија дава резултати, тие
полека, но сигурно ја прекинуваат врската помеѓу Украина и својот југ, југоисток и така натаму. Има реални тие украинците се разбира секој ден бараат ново оружје бидејќи нивните резерви се потрошени и така натаму, но како се коментира неговата позиција можеби во самата Украина, бидејќи како што одминува војната, така предпоставам дека се ослободуваат и оние, да кажем, политички стеги околу коментирањето на тоа што се случува и на политичката сцена. Политичките сцени не се ослободуваат, стеги, пардон. Напротив, можам да кажам, од една страна забележителна е поддршката која добива претседателот Зеленски, неговите изјави во последно време се однесуваат на се поголемите барања за испорака на оружје, особено на артилерија со долг дострел. Секако дека тој се обидува секој ден со видео обраќање да ги поттикне, да ги морализира украинците да не се откажуваат, бидејќи знаеме дека на истокот русите веќе наголемо почнаа да им делат пасоши, па и да малтретират, според информациите кои ги добиваме од страна на украинската армија, да ги малтретират граѓаните кои одбиваат да земат руски пасош. Но можам да кажам дека во овој момент претседателот Зеленски ја има довербата, опозицијата е се уште забранета, се уште се забранети јавните собери, имаше овде обид од страна на еден американски активист да направи нешто како протест во центарот на Киев против руската агресија, но тоа и не беше дозволено, дури ни да се протестира против русите, за да не се создава немир внатре во градот, бидејќи се уште постојат процесите, се уште се активни линиите на фронтот. А што се однесува до поддршката во овој момент, претседателот Зеленски ја има, а тоа се должи и на реакциите во странство и на реакциите на странските медиуми кои постојано ги пренесуваат, па и на странските политичари кои очигледно е дека наголемо го пренесуваат претседателот Зеленски. Тој се јавуваше на секаков вид настани, од уметнички, културни, не само од оние политички, така што вниманието кое тој го има во меѓународната јавност предизвикува овде тој да има поддршката и внатре. Разговарајќи со денеска и утре за неговиот избор, дел од луѓето велат јас не гласав за него, но во овој момент го поддржувам. Се разбира. Денеска и утре во Брисел се одржува специјален самит на високо ниво, на министерско ниво, на кој што повторно ќе се решава за нова транша на воена помош и така натаму, бидејќи украинците предупредија дека нивните резерви се веќе исцрпени и така натаму. Како се покриваат тие настани од страна на украинците? Има ли прво, претпоставам дека министерот за одбрана на Украина ќе биде во Брисел, а како јавноста дознава преку овие стандардни канали кои што се сега сведени на официјални извори, како функционира комуникацијата на интернет и така натаму, како таа јавна сфера после речиси 4 месеци војна, како тоа се одвива? Токму така, Сашо, ако можам да забележам во последниве 3 дена барем, најголемиот дел, можеби повеќе од 90% од информациите се токму за ова, барањата за испораките на оружје и сите оние средби, самити и настани на кои што треба да се разговара токму на оваа тема. Тоа се пренесува не само на телевизиите овде како вест, како што кажав, поголем дел од информациите се однесуваат токму на ова, туку и на овие телеграм канали, каде што впрочем сега е префрлена целата информација за тоа што се случува во земјата. Последните 3 дена овде во Украина сите се сконцентрирани на информациите за тоа барањето за оружје и која држава ќе ги испорача. Вчера пристигна информација и од Германија, канцеларот Шолц кој изјави дека
прво ќе донира неколку милиони, а подоцна дека ќе даде и дел од оружјето, па можеби кон Германија и се опатени најголемиот број барања, но кон оваа држава постои мал револт, зошто досега не го дала своето оружје. Во секој случај, ова во последните 3 дена е информацијата која е најраспространета овде во Украина, како што кажав вчера во Ленковското вклучување, прв пат од почетокот на војната, дури и странската легија излезе, нивни представник излезе прв пат во јавност и побара од сите држави да им достават оружје, артилерија, особено оружје со долг дострел. Како што можевте да видите од репортажата од линијата на огнот, имаат малку оружје кое е оружје, артилерија со краток дострел, но сите барања овде се дека тоа не е доволно за да се освојат сите оние активни фронтови. Главен проблем останува отвореното небо за нив, бидејќи тие имаат оружје, артилерија со краток дострел, а руската армија, односно русите, користат и хеликоптери, и борбени авиони. Таков беше срушен еден авион точно пред 2 дена околу Харковската област. Во секој случај, сите информации во последно време и сите барања, сите напори на украинската администрација се насочени кон тоа да се внесе во државата, односно да им донесат што е можно повеќе оружје за да се справат со оваа ситуација. Како што кажав и на почетокот на ова вклучување, не се промени состојбата на добро за нив. Сега русите контролираат 25% од територијата на Украина и се појави информацијата, бидејќи такви информации на почетокот немаше, проценки за загубите во украинската армија. Украинците велат дека губат 100 до 200 војници дневно. Според британското разузнавање таа бројка е малку поголема, а според официјалните американски изјави тие велат дека овие бројки се во рамките на очекувањата. Во секој случај најмногу се пренесуваат овде странските изјави кои се однесуваат на помошта која треба да стигне, но не хуманитарна, туку помошта која треба да стигне во оружје. Кристина Атовска, благодарам од ова сончево утро во Киев. Се слушаме утре во истото време, доколку има нешто во текот на денот, се разбира, Слободен печат и порталот на Слободен печат остануваат отворени.